Good evening, this is Peter Ratkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Ньюкастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат, Немат, музичкото шоу со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист, Сања Зделар и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години. И Благојче Стојановски Туше, сите го знаеме овде и во Македонија, е незаменлив, најдобриот. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за деца до 12 години, влезот е бесплатен, а деца од 12 до 18 години плаќаат половина карта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела 26 октомври. Да проследиме нешто од вестите. Скопје меѓу 10 најпотценети туристички дестинации во светот. Списанието Time Out сподели листа на најпотценетите дестинации во светот што треба да ги посетите во
2026 година, а на неа се најде и македонската престолнина Скопје. Уредничката за патување на изданието Grace Bird издвои 33 градови и знаменети местности од целиот свет, а Скопје е на местото 8. Не без причина Скопје наречен Лас Вегас на Балканот. Македонскиот главен град е земја на чудата со кичести статуи, вклучувајќи ја и репликата за почит на Триумфалната порта од Париз и 22 метарскиот воен на конј со фонтана. Ако чувството дека посетувате тематски парк за возрастни не е доволно, тука е историскиот пазар, старата чаршија, совршен за попладне минато во пешачење, се вели во список. За крај, редакцијата го препорачува македонското тавче гравче, кое што не е тешко да се најде во Скопје. На топ листата се најдува и полуостровот Оса, Коста Рика, градот Карилеј, Франција, автопатот Тиага Пас, Калифорнија, Америка, Филаделфија, Колумбија, Ишикава, Јапонија, Сребреник, Босна и Херцеговина, Флам, Норвешка, Њукасл, Австралија и многу други. Значи и нашиот град Њукасл. Мицковски вели: на Вевчани му треба домаќинско работење. Спасе Кочовски во изминатите 4 години покажа како во едни тешки услови како се работи честно, одговорно и посветено, потенцираше Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН. Некако стана обичај да се видиме на стартот на кампањата, но вие знаете дека јас секогаш сум тука и кога не е изборна кампања, и кога промовираме проект, и кога се случува недалеку познатиот Вевчански карневал. Сакам да знаете дека сум бил и секогаш ќе бидам достапен за ова историско храбро место, порача во својато воведно обраќање на митингот во Вевчани лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Овие избори се повеќе би рекол од едноставна одлука на самиот ден на изборите. Оваа се избори за тоа како да стане, сакате да продолжите да се развива општината, затоа што во Вевчани не е само културата, важен е и духот кој го носите во себе. Тука се и маалата, улиците, природата, зелените површини и многу други работи. Но овие избори одлучуваме за микросветот во кој пораснавме, во кој се гради карактерот на секој еден од нас, истакна Мицковски. На Вевчани му треба домаќинско работење. А Николовски па да видиме што кажува тој. Ако се оди како што треба во 2031 и 2032 година, треба да може да се патува со воз од Скопје до Бургас, имајќи предвид дека средбата беше таква стручна за теми кои што не се поврзани со политика, затоа што градење пруга не е политика. Најдовме многу брзо решение, посочи Николовски. Во тој одговор на новинарско прашање на промотивен настан на Орце Ѓурѓиевски, кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје за престојните локални избори, потврди дека на 4 ноември, кога ќе завршат сите ограничувања заради изборите, ќе се потпише договор за заедничка изградба на прекуграничниот тунел на пругата кон Бугарија, како што е договорено во јуни годинава. Во јуни имавме средба со вице-премиерот и министер за транспорт Караджов во Истанбул. Една корисна, конструктивна средба, каде што првпат после скоро година дена седнавме да ги разгледаме реалните проблеми кои што се инженерски, а не од политички карактер. Имајќи предвид дека средбата беше таква, стручна за теми кои што не се поврзани со политика, затоа што градење пруга не е политика, најдовме многу брзо решение, посочи Николовски. Како што прецизира, договорено е Македонија да ја изгради третата фаза од железницата кон Бугарија. Првата додаде е изградена, а втората се гради во моментов. Бугарија си ги презеде своите обврски, а тоа е да инвестира 1,5 милијарда евра за изградба, реконструкција и надградба на пругата која што оди од Софија преку Перник до Ѓушево,
и да го изгради делот од Ѓушево до границата. За делот од Ѓушево до границата веќе има тендери и она што останува тунелот кој што претходно за жал беше проектиран до пола, сега ќе се проектира целосно и за таа работа секако треба да се потпише меѓународен договор. Во завршувањето на изборите, кога ќе завршат овие ограничувања, истиот ќе го потпишеме, рече Николовски. Ние додаде на седницата на власта исто одобривме да се работи корекциите во делот на третата фаза и одиме по договорот и се надеваме дека ќе го реализираме и дека за неколку години ќе имаме железничко поврзување помеѓу Скопје, Софија и пристаништето во Бургас. Ако се оди како што треба на двете страни, 2031-2032 година треба да може да се патува со воз од Скопје до Бургас, потенцира Николовски. Почитувани слушатели, сега ќе слушнеме една убава песна од групата OK Бен од Прилеп. Песната носи наслов Опсаса и хаха. Да ја слушнеме. Da
Следува песната на Анастасија Митровска од село Добрушево. Песната носи наслов Мајчин благослов. Да ја слушнеме. dođeš blizu do mene, srce oke mi izleze, v oči štom te pogledam, dušava rasreperuva. Nad zid odgledam ikona, na tebe mi zalinčuva, kade i da se zavrtam, na tebe se mi mirisa. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila,
znam dal ke dočekam, ko sada ti zamrsam, u sni da ti baknuvam, snaga da ti miluvam. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, vo koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, vo koja voda ti si krstena, lična Makedonka.
А сега ќе слушнеме убавата песна на Василија Петрова, која доаѓа овде во Ньукастел на 1 ноември во сабота во нашиот Македонски културен центар. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Цвеќе израснало, мамо, во нашто градиче. Цвеќе израснало, мамо, во нашто градиче. Како така иди са, мамо, и тако набера. Како така иди са, мамо, и тако набера. Спомени, тие срекни моменти во душа ми се врежани. Дојди сега погледни, срце што ми разбуди, душо моја не молчи, ајде сега прозвори. Солзо чекај, прости ми, немој не ги земај ти сите наши мигови. Дојди сега погледни, срце што ми разбуди, душо моја не молчи, ајде сега прозвори. Да го повториме соопштението. Се одржува концерт овде во нашиот Македонски културен центар во Ньукастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат Немат, музичкото шао со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист, Сања Зделар и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години
во Македонија и насекаде. Како и Благојче Стојановски туше, сите го знаеме овде и во Македонија е незаменлив, најдобриот. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни. За деца до 12 години е бесплатно, од 12 до 18 години плаќаат половина карта. Пораснавме љубов моја, еден покрај друг. Останавме ко два брега, еден спроти друг. Останавме ко два брега, еден спроти друг. Ова срце веќе не може мир да пронајде. Срце да беше, ќе препукнеше. Пусти да се меани, ноќи не спани. Кажи моја Мирјана, кој не проколна. Пусти да се меани, ноќи не спани. Кажи моја Мирјана, кој не проколна. Пораснавме многу лета, еден покрај друг. Повенавме ко два цвета, еден спроти друг. Повенавме ко два цвета, еден спроти друг. Ова срце веќе не може мир да пронајде. Срце да беше, ќе препукнеше. Пусти да се меани, ноќи не спани. Кажи моја Мирјана, кој не проколна. Пусти да се меани, ноќи не спани. Кажи моја Мирјана, кој не проколна. Пусти да се меани, ноќи не спани. Кажи моја Мирјана, кој не проколна. Пусти да се меани, ноќи не спани. Кажи моја Мирјана, кој не проколна. Сега нешто од Македонија. Преседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на вчерашниот митинг во Ресен во рамки на кампањата за локалните избори, која е со слоганот «Вистински избор, твојот човек»,
твоето место, за твоја иднина, укажа дека овие избори имаат поинаква тежина. Ова не се избори само за на улица, патчето, туку и за тоа каква порака ќе испратите до оние кои се наши конкуренти. А кај нив нема апсолутно ништо ново. Заглавени се со тендерите, со желбата, не преку програма, туку ако може со некоја интрига да дојдат до фотелја, до власт. Мицковски укажа дека СДСМ секогаш кога доаѓала на власт тоа било со некоја интрига и некоја подземна шема. Денес сакат пак така да го излажат народо, ако може некако да се доберат до парче власт. А најсмешниот е нивниот лидер, кога така лаконски и лесно ќе каже еве ВМРО ДПМН од последните избори загубило 100.000 од минатите избори. А веднаш потоа, кога ќе го праша добро дали ќе се повлечите ако загубите на локалните избори, одговорот претпоставувате му е дека нема да се повлечат, кажа Мицковски. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски вели дека со ова Венко признава дека ќе ги загуби изборите. Таму борбата не е да победат, туку Филипче да ја задржи фотелјата во СДСМ. Нека ни се препелка, затоа што народот одлучува, никој друг. Македонија е уморна од идни исти политичари кои ја загрозуваат незината иднина. Уморна е од сојузите кои одат на грбот на напатениот народ, од интригите на Венко Али Димче. Тоа е коалиција за пари, а на Македонија и треба коалиција за работа и иднина, изјави Мицковски. Мицковски заклучи дека од една страна е ова коалиција за пари, коалицијата на Филипче, Апасиев и Ахмети, а од друга страна е коалицијата на ВМРО ДПМН, коалиција на работа, на просперитет и на иднина. Нешто и за здравјето. Овие есенски намирници се одлични за вашето здравје. Ќе слабеете, а ќе го зајакнете имунитетот. Есента е вистинско време да го зајакнете имунитетот, но и да ги намалите килограмите. Ви представуваме листа од есенски намирници што се одлични за вашето здравје, а при тоа ќе ви помогнат и да се ослободите од вишок килограми. Прво, јаболко. Се вели дека едно јаболко на ден ги задржува мастите далеку од вашето тело. Јаболкото е совршена ужинка во секое време од денот. Тоа содржи пектин, растителен желатин, кој е полн со влакна. Второ, киви. Кивито има само 46 калории, но содржи одлична комбинација на растителни влакна и вода, која ќе ви обезбеди чувство на ситост. Ова овошје е важен извор на калиум, кој го регулира крвниот притисок и е богато со волна киселина и синтеза на протеини, како и антиоксиданци. Трето, шипки. Исто како и брусницата, калинките и малинките и шипките имат малку килограм калории и се полни со витамин С. Кулинарските експерти препорачуваат да ги јадете шипките во комбинација со сезонска салата. Четврто, мандарини. Мандарините се одлични разложувачи на масти, а имат многу малку килограм калории. Тие се здрава ужинка, а може да ја јадете во комбинација на бадеми, мед и урми. Лесно се лупат, а содржат огромно количество на витамин С. Петто, урми. Урмите се здрава и нискокалорична храна и идеална замена за сладки. Тие содржат малку масти и протеини и големо количество на железо и диетални влакна кои се добар извор на антиоксиданти. Шесто, дуњи. Дуњите содржат витамин С, диетални влакна, како и пектин и се одличен извор на оксиданти. Јадете испечени или свежи дуњи во комбинација со мед и ореви. Шесто, тиква. Тиквата содржи голема количина на влакна, калиум и витамин А.
јадете печена тиква или пак направете супа, пита или пире од ова вкусно есенско овошје. Семките од тиква се одлична ужинка, бидејќи содржат малку масти. 7. Карфиол. Карфиол може да го конзумирате во големи количини, бидејќи содржи само 40 калории. Карфиолот е жранлив и содржи големи количини на влакна и е добар извор на калиум. 8. Броколата. Брокулата е идеална храна, бидејќи не содржи масти, а содржи малку калциум и витамини А и С. Предноста на овој зеленчук е фактот дека може да го комбинирате со секаков вид на храна и да го јадете свеж или обарен. 9. Цимет. Иако цимет може да јадите преку цела година, но некако одговара на овој период од годината.Циметот е полн со магнезиум, но и со влакна, калциум и железо. Го потиснува гладот, го намалува шеќерот во крвта и го контролира нивото на инсулин во метаболизмот. 10. Ванила. Ванилата е одлична замена за шеќер. Овој зачин е нискокалоричен, засладува и може да го искомбинирате со секаков вид на овошје и сладки. 11. Корен од ќумбур. Ќумбурот содржи калиум, бакар, магнезиум и манган, но и витамин С и B6, како и помали количини на пантотенска киселина и ниацин. Исто така една од состојките во ќумбурот е жолтиот пигмент, куркумин, кој останува во дигестивен тракт и штити од полипи и рак на дебелото црево. И последно, 12. Костен. Костени содржат многу влакна и малку масти во споредба со другите јаткасти плодови. Тие имат високо ниво на скроп и помагаат во намалување на холестеролот, се бори против ракот и помагаат во контрола на крвниот притисок. Бројни научници истражуваат и потврдуваат дека сонцето е главниот предуслов за лачење на витамин Д во организмот, а скоро половина од светското население има недоволно премалку количество од овој витамин во телото. За да се задоволат дневните употреби на витамин Д, се препорачува 5 до 30 минути престој на сонце. Сепак, поради пандемијата последната година, претежно престојуваме во затворен простор, поради тоа што е потребно да се зема витамин Д и со храна и со додатоци. Доктор Майк Розен, лекар од Квилен во Америка и стручњак од Американското здружение за срце и кардиоваскуларно здравје, ја објаснува важноста на витамин Д, особено за зајакнување на имунитетот. Истражувањата посочуваат врска меѓу ниското ниво на витамин Д и заразите од болестите на дишните патишта, но исто така и фомнемијата, хепатит Б и С и рече тој, за време на пандемијата апсорбцијата на витамин Д преку сонцето е значително помала. Тој препорачува проверка на количината на витамин Д во крвта, а потоа според резултатите, лекарите ќе препорачат додаток. Неговата колешка доктор Александра Луис исто така смета дека без оглед на времето што ги поминуваме на сонце, треба и да консумираме храна богата со витамин Д. Ако и покрај тоа имате премалку од тоа во крвта, тогаш треба да земате додаток на витамин Д, вели таа. Според научниците, витаминот Д најчесто се наоѓа во локос, чуна, скуша, но и во млекото, житарките и печурките. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 октомври. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во вторник во нашиот Македонски културен центар, јавете се кај Сузи Лојмановска
на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.